Сум среќен што бато Марко ќе дојде на отсуство од војска. Што си толку среќен? Среќен сум бидејќи си направив одличен план. Како ќе го помине отсуството од 6 дена со мене? Првиот ден ќе ме учи да пукам. Вториот ден да лазам. Во среда ќе се криеме со гранка од грмушка, а потоа ќе поздравуваме старешини, како вистински војници. Петтиот ден го оставив за девојките, тоест бато Марко ќе ми каже како еден војник треба да се однесува кон девојките, за да сватат тие дека тој не е обичен младич, туку човек маж, што ја сака и брани татковината, но и самите нив, онелутите непријатели. Следните денови ќе кркаме торти кај роднините, пред бато Марко да се врати назад во војската. Така диме, бато Марко ќе биде цело време со мене и ќе си помине најубаво на целиот свет. Абре, Марсунко еден, ти се слушаш ли? Марко нема друга работа, целото отсуство ќе го помине со тебе. Како виц, туку ајде да одиме железничката станица, да го пречекаме со мама и тато. Од секогаш диме си бил ироничен, а маку, ме најде најмал. Ама ќе порасна мија 7 ден, па ќе видиш кој е славен, најголемиот маж во нашето мало и пошироко. Не трескај зелени детуне, ајде да одиме. Леле, деца, живе! Конечно ќе си дојде Марче. Добро, Демилке, ќе дојде, смири се. Одвај чекам, одвај, ќе си поминеме незаборавно. Доста време си досаден, мува не ти е равна. Марко, Марко! Марко, сине! Марко! Марко! Ама не викајте толку, тој е војник, не срамотете го со вашето викање. Ами, ако не дошол? Знам јас, слегол те негде да пие вода и возот му избегал, го знам јас него. Радувај се ако е така, ама да не е витамин С наместо вода. Што зборуваш преживе глупости, како витамин С? Па знаеш, Милке, денешнава младина е само на витамин С. Мевце, винце, пивце. Браво, живе! Синот ми го нема, тебе ти дошло до шеги. Бате! Доста бред си молиш, мочко еден, заприја таа твоја труба, сите гледаат во нас. Здраво, фамилија, како сте? Марче, мој најмил, се исплашивме, рековме каде си до сега, убав тој на мајка, колку си пораснал, па и муста ќе се пуштил. Добро, мајко. Здраво, татко. Здраво, Марко, како патуваше? Добро, татко, спие. Диме, како си? Добро, Марко. Марче! О, инак си пораснал. Тогаш, ајде, да се одиме дома, да се видиме нарад. Ајде, бато. Е така, бато. Ручекот беше вкусен. Се виде и со мама, и со тато, па и со лигушот Диме. Убаво е што останавме сами, да ти го кажам планот. Каков план? Зашто се работи? Секој час сум го пресметал, бато. 6 дена си овде и не смееме ништо да пропуштиме. Освен турските серии, нели? Нема што да се научи од нив. Имаме доволно време од понеделник до сабота, за да го оствариме мојот план. Што имаш испланирано? Првиот ден, значи денес во понеделник, ќе ме учиш да пукам. Опа, бато? Да, нема лабаво. Значи денес ќе ме учиш да нишанам право во целта. Утре ќе ме научиш да лазам,
Во среда ќе се криеме со гранка од грмушка, а во четврток ќе поздравуваме старешини, како вистински војници. А петок? Петок го оставив за девојките. Кои девојки? Диме, нашиот среден брат, ми кажа дека девојките ги сакале војниците дојдени на отсуство. Така што, бато Марко, рецептот за освојување на женските срца го имаш ти и никој друг. Види го ти него, женкарище од мали години. Од девојките започнува се, затоа со девојките да се однесуваш нежно и љубезно. Зошто? Зашто да се однесуваш нежно и љубезно, затоа што од девојките започнува се. Еве, дај го ова писменце на Билјана. Што? Која е Билјана? Билјана е најмладата касиерка која работи во Тинек. Го знаеш маркетот центар, наспроти поштата. А кога ќе ме учиш да пукам? Има време денес е понеделник. Оди ти прво заврши го ова. Добра ноќ. Добра ноќ. Здраво! Јас требаше да ви најдам и да ви предадам писмо од Марко. Ти си Билјана? Јас сум, кажи. Имам едно писменце за тебе. Еве, прочитај го. Да знаеш, многу ми се допаѓаш, но зошто си толку страмежлив, што ти требаше да го пишуваш писменцево? Еве, и без него се запознахме. Што? Јас не сум Марко, јас сум Славе. Колку баво име имаш, славно име Славе. Слушај, хајде сега да одиме во киното, да огледаме Титаник, важи? Ама Марко, остави го Марко будалче, со него утре ќе го гледам филмот. Како? Така, ајде да одиме. Ама 100 пати го имам гледано Титаник, ќе го гледаме друг пат. Туку ајде да одиме во парфюмеријата Јувена, кај мајка ми. Ама што ке ми е мајка ти? Мајка ми е срце, јагненце. Ајде. Добро, кога си реши. Добар ден, мамичке. Добар ден, повелете? Кои парфеми ги имате овде? Па, ги имаме Живанши, Милион, Диор, Бионце, Благица Павловска. Диор, тој е најдобар. Тој ќе го пробаме. Ви се допаѓа? Само малку е скап. Ајде, не скржави, попрскај уште малку. Многу баво мириса. Нема да купите? Како да не, ќе данам јас познат фудбалер, тогаш. Така, Биле? Така, Славче. Слушај, Биле, сега ќе одиме кај татко ми, кој работи од спротивната страна на улицата. Се чуваат со мама, мислиш ке ги грабне некој. Омилен рефрен им е од Рајче Манев. Ти, што ми ја украде душата, ти, што ми ја зароби младоста. О, колку романтично. Славе, многу зборуваш, Славе. Чао, мамо. Пријатно. Која е сега оваа девојка? Слушај, Биле, сега ќе одиме во туристичката агенција кај татко ми. Можеш да го прашаш се што сакаш. Туристичките работници нема нешто што не знаат. Тие имаат информации за секакви прашања. Што да го прашам? Па, прашај го што јаде човекот во текот на своите 70 години. Добар ден, татичко. Добар ден, повелете. Дали можете да ми кажете што јаде човекот во текот на своите 70 години? Како? Аха, па ќе ви одговорам, драга господица. Значи, за 70 години човекот од својот живот јаде околу 6000 килограми леб. Знаете ли колку се 6000 килограми леб? Па тоа е цел вагон, драга господица. Потоа јаде околу 7000 килограми компири, 5 крави и 15 свињи.
па месо и живина. И се разбира, околу 2000 килограми месо, околу 3000 килограми масноти, драга господица. А течности? Околу 70.000 литри. Заедно со водата? Да, тоа е околу 500 пати повеќе, отколку што во просек е тежок самиот човек. Ви благодарам на овие корисни информации. Од нашите телевизии не можеш ништо да научиш, само турбофолк и турски серии има. Да, ја секојдневно си учам нешто ново. Си читам во градската библиотека. Тато, ние заминуваме. Чао. Пријатно. Која му беше оваа девојка на Славе? Убаво што се снајдов и одговорив на незините незгодни прашања. Барем не се застрамив. Море, вака така ми се најде маниот. Паметен е тој. Што ако му дадов една петстотка за одговорите? Марко, Кажи ми, брат. утре ќе мораш на состанок пред киното, а не како што сакаше ти пред сладкарницата Палма. Таа така сака, бато. Таму не ќе нужда. И во тоа време никако. Па нели јас закажав состанок во писмото во сладкарницата Палма. Нека си повели господицата каде што си сака. Но тогаш нема да ја сретнеш, бато. Што ме таква, не ме интересира повеќе. Еве зошто си мојот идол, бато, да се знае кој е главен. Значи од утре продолжуваме со мојот план. Знаеш, со лазењето, криењето со гранка, поздравувањето старешини. Чекај, уште ова писменце ќе го однесеш на Верче. Ново писменце, која е таа Верче? Адресата имаш таму и мобилниот исто така. Само те молам, биди љубезен и нежен, како што ти веле. Добро? Ама Марко, а пукањето, лазењето, криењето со гранка, Има време ќе ја доместиме. а Билјана? Пушти ја ти Билјана, види се ти сега со Верче. Добра. Саве, дојдов да се поздравам. Јовче, што носиш во куферот? Многу тежок или намерно го наполни, за да личиш на Шварценегер. Види му ти бицепс. Браво, браво. Саве, не ми е до шеги, како го поминуваш летниот распуст, па воопшто не се видовме. Знам, бре, Јовче, ама имам многу домашни обврски. Ама бре, пак ти да не читаш лектири, ама си смешен. Летото е да се искористи, за одење на плажа, пливање, сончање, прошетки по кеот, а не за читање лектири. Слушај, Јовче, брат ми е дојден на отсуство од војската. Има некои обврски кои не може да ги сработи сам, па морам јас. Вие решите да одите на одмор во Грција? Каква Грција, ќе си одам со моите во Дојра, малку во Претор, па Љубаништа, градиште, тргнуваме сега, ќе ме чекаат моите долу. Тогаш се гледаме за 2 недели. Да? Кој е? Верче? Кај треба да дојдам? На базенот на Милјанин извори. Знам дека водата е прекрасна. Ама... Добро, ќе дојдам. Верче, види го ти него, мислиш бре, пит го гледам. Која ти е Верче? Вчера тато те видел како се шеташ низ чаршија со некоја девојка. Оваа друга е? Слушај, Јовче, тешко ме најдоа најма. Туку ајде, се гледаме за 2 недели. Чекај, не то ставам така. Вети ми дека кога ќе се вратам, ќе ми наместиш некоја девојка. Па макар и се викала Верче, Билјана, Лимонка, Јагода, Југославка, Каменка, добро? Добро, ама си заправ. Ајде, среќен пат и донеси некој сувенир. Чао. Чао, Славе. Здраво! Јас требаше да ве најдам и да ви предадам писмо од Марко. Еве го писмото. Како е Марко? Одамна се знаете со Марко? Па,
Уште откако ја запозна Руска. Руска е моја прва пријателка. Ти не ја знаеш? Како не? Сега, ретко се среќаваме со Руска. Откако почнав по цел ден да работам на базен. Еве го писмото. Нема потреба од писмото, туку ајде да одиме, да се прошетаме по кејот. Како? Па да се запознаеме подобро. Ама Марко? Остави го Марко, сакам со тебе да прошетаме. Смисли нешто интересно. Интересно? Па... Ако сакаш да играме джамли? Джамли? Славе, не сме мали деца, па ти ке смислиш нешто поинтересно. Добро? Ми текна. Љубителка си на добри парфеми? Уште прашуваш, омилен парфем ми е Диор. Супер! А сакаш да учиш нови работи? Например, дали во светот постои уле со 7 дупки? Како? Слушај, вече. Прво ќе одиме да те запознаам со мајка ми, која работи во парфюмеријата Јувена. Знаеш, кај скаличките. А потоа ќе одиме во туристичката агенција Оревче, кај татко ми. И него ќе го прашаш за лулето. Договорено? Договорено. Добар ден, мамичке. Добар ден, повелете? Кои парфеми ги имате овде? Па, ги имаме Живенши, Милион, Диор, Бионце, Лавица, Памновска. Диор, тој е најдобар. Тој ќе го пробаме. Ајде, мамо, намириса ја вече. И се допаѓа? Да, супер е, само не го користам секојдневно. Зошто? Бидејќи работам на базен, како инструкторка по пливање. Сте биле на базен? Што барам јас таму? Веднаш би се изнил парфемот. Тогаш пријатно. Чекај, попрскај се уште малку. Сега ќе одиме во туристичката агенција, во противната страна на улицата. Пријатно. Море, види го ти најмалиот, сиот парфем ми го потроши. Па уште со друга девојка дојде. Ова мора да се испита. Здраво, стари! Добар ден, повелете. Добар ден. Сакам да ве прашам дали во светот има луѓе со 7 дупки. Како? Да, постои и се чува во еден лондонски музеј. Знаете, драга госпогице, кај старите народи често се користело такво уле. Го полниле целото уле, а собственикот го користел во текот на целата седмица. А знаете ли зошто цела седмица? Па имало 7 дупки улето. Сваќам, ви благодарам, пријатно. Чао, стари! Пријатно. Море, види го ти најмалиот, право женкариште. На татко му. Не можам веќе, бато Марко. Зошто? Па, поминаа неколку дена, а ништо од мојот план. Морам да го гледам Титаник по 101 пат и да се преправам дека плачам. Ми здоѓа да го гледам Леонардо Ди Каприо и да одам на базен кај Верче и сите да ми се смеат, бидејќи знам само кучешки да пливам. А ќе те научи Верче да пливаш машки, женски, пепелутка, мешано. Бато, ти да не ме подготвуваш мене за Олимписки игри, ми се спие, туку кажуваш што ќе правиме утре. Славе, јас утре имам една работа, а ти ќе треба да се сретнеш со една девојка по име Јагоја, во сладкарницата Палма. Еве, ќе напишам писменце и до неја. Ама уште ова писменце и толку, добро? Добро де, написам леко пред легнување. Ќе ти треба енергија за утре. Млекото е за мали дечиња. Јас сум веќе голем. Добра ноќ, ми се спие. Добра ноќ, иначе ме најмило.
Јаготче, можеш да ме викаш, доколку ме честиш 2 тулумби. Разбра? Нема проблем, јаготче. Сега ќе порачам и ќе ти донесам лично јас. Еве, повели, јаготче. Те браќа, Марко? Кој? Брат ти кој? Вистинско пугало е. Тоа да му кажеш. Брат! Мислиш, не знам дека сте браќа? Потполно си во право, јаготче. Пувало. Инает мислиш, магаре намоз гледаш. Да пукне, братче. Слушај, јаготче, имам едно писменце за тебе. Еве го писмото. Те молам, не лути се. Дај да го видам. Те молам, не лути се, јаготче. Знам, моите браќа се за никаде. Туку, сакаш ли, јаготче, да му се одмаздиш на брат ми Марко? Сакам. Тогаш дојди утре пред хотелот Ривиера до 17 часот. Да видиш како ќе те моли. До 17 часот ќе ме учи да пукам. Добро, не бих досаден со детски игри. Хајде, чао! Чао, јаготче. Му реков да не оди денес, но тој запнал. Ај, не го жали, не е за жалење. Па уште и рачниот часовник ти го зеда? Немој така, Диме, поптоварено е дете. Цел ден му испланира. Денес Савајлево треба да го гледа Титаник повторно со Билјан, па да оди на базен кај Верче да научи да плива и да изе нека тулумба со јагода. Јагода? Мојата јагода? Е од кога твоја? Марко, јас симпатизирам уште од 6-то оделение. Треба да ја поправам единицата по математика, вежбајќи задачи со неа. Ама ми е лута. Па што ти е виновен, Славе? Љубоморен си на него. Па... Аз, Диме, не сакам да го побреам Славе и да му кажам дека немам време за него и дека морам да се видам со Роска. И уште денес треба се сретне со фризерката Лиле. Лиле, која е сега таа? Една пријателка на Роска. Е ти ја претера, Марко, му даде пари. Зошто? Тебе ти повара? Да, ама Диме не е прост, нека се снајде, нема јас да му ги плаќам тулумбите, киното, влезницата за базен. Кутрио, Славе, не се досетив дека може да има проблем со парите. Па време, задутре заминуваш, барем виде дека нашиот најмал брат е подготвен да се жртвува за тебе. Барем и ти можеше малку да му помогнеш. Се тоа беше твоја идеја, а сега гледам ми се излекуваш. Го заплеткав Славе во тешки работи, брате мој. Марко, поправој ти ме, не требаше толку да се делиме. Еве, ќе поминат 5 дена, а ти не одвој ни една минута за твојот брат. За тебе би отишол и до крајот на светот. Ама, ајде, ќе се поправиш кога ќе заврши служењето на военниот рок. Туку, знаеш зашто размислува Марче? Кажи, срце. Како ќе реагира Славе, кога ќе дознае вистината, дека заради мене ти го встурна во еден куп сплетки? Знам, и ја за тоа размислувам. Ќе се снајде дека ќе издржи уште утре, нема да се лути, не е лутко. Момче, за подстрижување си, влези горештина е. Тој си поступал како паси ще реп да опатиш. Па, ќе влезам. Вие ли лесте? Не, ние сме Лилиња. Па нормално дека јас сум Лиле, што ми се обраќаш на вие пати. Зарем толку стара ти изгледам? Не, само јас сакам. Абре, седнувај, не туку филозофирај многу. Си отвори устата од Савајле. Ох, леле, ќе биде ова долг, напорен и тежок августовски ден. Кажувај каква фризура сакаш. Мола? Па... Што? Да не сакаш и бричење?
тоа нема, ке си одиш во оние приберниците во Стара Чаршија. Ова е луксузен фризерски салон. Ама јас ништо не реков. Доста, море од сабајни музички желби се изназборува. Ох, чудо се луѓето. Ајде ке те пострижам како што знам. Имате поздрав од Марко. Нему му треба... Девојка, нема проблем. Многу сакам војници. Кажи му да се најдеме поплане през лакарницата Палма. Ке гаснеме некоја тулумба. И ти си по тулумбите? Ами како? Нема нешто пугаво. Море има, знаеш што? Што? Боза. Ау, јас не сакам боза. Ке сакаш јоро ке играш. Ајде станувај до статија. Ама, јас немам пари. Како ќе ви платам? Брат ти после ке плати. Ова фраерско фризурче ти е од мене. И нека види се во огледалото колку си убав. Поубав и од брат ти Марко. И нека биде точен после. Добро, разам да чекам. Чао, Лиле. Чао, детуле. Славче, како си? Исцрпен. Слушај, бато. Ти закажаа состано, Билјана, Верче и Лиле. Со Билјана ке го гледаш Титаник. Со Верче ке го усовршиш пливањето. А со Лиле, како ке ти каже таа? Малку нервозна е. Славе, имам да ти кажам нешто. Што? Ти си уште мал. Не сум мал. Добро, не си ни возрастен. Сиве овие девојки со кои се гледаше. Верче, Билјана, Јагода, Лиле, ми се пријателки. Јас веќе си имам девојка Роска која многу си ја сакам. Што? Прости ми, Славче, што те лажев и што по цел ден бев со Роска и што не може да ти посветам внимание за тебе. Те молам, прости ми. Значи така, ме најде мене овца за стрижење и ме излажа. Ато, Марко! Знае дека ќе се лути, но во право, но се надевам дека брзо ќе му помине. Затоа ми беше чудно сето ова. Писменце на една, писменце на друга, па на трета, четврта. Ако Марко отсуствуваше повеќе од 6 дена, може би и 10 девојки ќе запознае. Ама ако не му се лутам, си сакал да се види со Роска, Марко заминува утре сабајле. Ми текна што ќе направам. Ќе ги поканам сите на забава. Билјана, Верче, Лиле, Јагода, Роска, Марко, Диме, па и овче, ако е дојден порано од одморот. Море и мама и тато ќе ги поканам на забавата во дискотеката Парк, да видат сите кој е Славе, дека не е лутко и знае да простува. Почитувани, добре дојдовте. Ве поканив да ви кажам дека ова е моето најубаво лето. Си поминав незаборавно. Титаник би го гледал повторно со тебе, Билјана. Верче, ти благодарение на тебе го усовршив пливањето. Дури Александар Маленко може да ми завидува. Јагодче, тулумбите сега ми се умилено јадење. Направи го, брат ми, човек. Роска, не ти се лутам што брат ми Марко одбрал да го помине времето со тебе. Марче, намерно или ненамерно, ти ме научи каков треба да бидам кон девојките. Ме ослободи од тремата. Добриот глас се слуша надалеку. Па еве, и овче и неговиот братучет Илија си дојдеа порано од одморот. Ајде сега, друштво, сите да заиграме по едно танго. Јовче, пуштај! Само за Славе и прекрасното друштво, уживајте во звуците на Трајче Манев и неповторливата осама.
отворени, да слушам твоя шепот мил. Сънувам за дните поминати, за тебе веќе отминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти, што ми ја украде душата, ти, што ми ја зараби младоста, зашто ке патам во животот, за кого ке го дам се. Ти, што ми ја украде душата, ти, што ми ја зараби младоста, зашто ке патам во животот, за кого ке го дам се. Почитувани, сакајте се, бидете искрени еден кон друг. Слушајте македонска музика, например Трајче Мане. Немојте да се лутите за ситни работи и бидете добри и внимателни кон девојките, како што бев и јас.